Имам особена чест и задоволство да ви се обратам на завршувањето на овогодишниот самит на Македонија 2025. Овој традиционален настан секоја година ги собира лидерите, бизнисмените и инвеститорите со цел споделување на информации, искуства, знаења, вмрежување и меѓусебна соработка. Имајќи ги во предвид портфолијата на гостите кои доаѓаат од целиот свет, воопшто не е изненадување што сведочевме на интересни дискусии на актуелни теми на практично сите тематски панели. И годинава, и учесниците, и гостите имаат единствена можност да се запознаат со економските случувања, можностите и потенцијалите за инвестирање, новите технологии, како и со иновативните и креативни бизнис решенија. Верувам дека како резултат на дводневната интензивна агенда, во блиска иднина ќе посведочиме и на конкретна имплементација на проекти и иницијативи кои ќе бидат од полза за сите инволвирани. Се разбира, самитот пред се е изворена можност за промоција на Република Северна Македонија како бизнис дестинација, отворена за инвестиции и примена на различни продуктивни бизнис модели и идеи. Уверен сум дека таа цел беше исполнета, како и интенцијата да се привлечат бизнисмените од диаспората, се разбира не само од патриотски и сентиментални причини, туку поради конкретни бизнис можности за инвестирање и остварување на профит. Морам да истакнам дека, според мене, додадена вредност на годинешниот самит, што се случи практично уште пред официјалното отворање, беше доделувањето на ново востановеното признание за придонес на припадниците на диаспората, што има за цел да ги вреднува активностите на нашите луѓе во диаспората, кои индивидуално или во рамките на нивните организации дава значаен придонес кон економскиот и општествениот развој, образованието, културата, научно-истражувачката работа, уметноста во матичната држава и, како што знаете, први добитници на ова признание сосема заслужено се Софи и Митре Кутановски. Честитам уште еднаш. Почитувани, живееме во динамичен свет кој за жал е разнишен од геополитички потреси, безбедносни и економски кризи, здравствени закани. Економијата и на локално и на светско ниво е особено на удар и тоа има сериозни импликации врз нашето здравје и врз нашата благосостојба. Затоа ни треба посветеност, солидарност, соработка и креативност, за да обезбедиме стабилност и просперитет. Македонија 2025, како една од најзначајните меѓународни организации, формирана од припадници на македонското иселеништво, веќе 16 години посветено и систематски работи на поддршка на македонските граѓани и држава низ различни форми и содржини. Без дилеми, самитот како една од најзначајните активности на Македонија 2025 има особено значење и вредност за нашата бизнис заедница, експертите, но и воопшто за целата држава. И во оваа прилика би сакал да потенцирам дека високо ги почитувам и вреднувам активностите и заложбите на Македонија 2025. Вие сте организација која реално придонесува за блиски и продуктивни врски на Република Северна Македонија со својата диаспора и ве охрабрувам да продолжите со истиот интензитет и воиднина. Верувам дека ја добивате целата неопходна поддршка од македонските државни институции, од локалната бизнис заедница и од целокупната македонска јавност која ги препознава вашите напори. Ефектите од вашата работа не може да се почувствуваат инстантно и да се проценуваат на краток рок. Тие се долгорочни и поврзани и зависни од цела редица фактори. Очекувам анализите и евалуацијата на проектите и програмите да исфрлат конкретни показатели за постигнатите резултати и секако проекции за иднината. На крајот дозволете уште еднаш да се заблагодарам на организаторите, учесниците и гостите на овој самит. Верувам дека имавте пријатен престој во својата земја и дека се вложивте во еден навистина значаен настан. На сите ви посакувам пред се добро здравје, среќа, берекет и вгодина, здравје Боже, повторно да се видиме на самитот на Македонија 2025. Благодарам.